Здраво, понеделник 20 часот, време е за нова епизода од подкастот Книжевни разговори. Ова е втора емисија во 2025 година и досега помина мојот матичен издавач Жарко од Антолог, потоа ДПМ како најголема асоциација на Сдружение на писатели во Македонија, ги имавме букстаграмерките минатиот пат, за сега еве да ја комплетираме таа некоја етапа од подкастот со две прекрасни гостинки. Ќе им посекам добре ден Ивана Божиновска од Книжевна терапија и Стефани Табаковска од книжевната група Размена на книги и книжевни разговори. Добро вечер, женски, како сте? Добро вечер, добри сме. Добро вечер, фала на прашање, одлично. Ете така, спремни за мислам дека наполните батерии и спремни за добар мувет, разговор книжевен. Секогаш. Да, така. За вакви моменти секогаш. Одлично. Еве, ќе почнам од тоа како си поминавте вие празници? Стасавте и да прочитате книги или се беше на руски и на кирилички? Да. Неколку прочитав празници, така. Неколку што читам обично за празниците, овој пат, ама оправдано, нели? И сега, дали се тоа божигни изданија, дека е таков периодот или наоѓате време за И нешто? божигно, и класик, и историска фикција, значи мешавина. Ти, Ивана? Ја негде до 10-11 јануари стокома акција на што беше за божикните све Да, божикни и удрев на празнично. така. Па добро, имаше доста божигни книги извадени, и Имаше, Антолог и други. Антолог Имаш. само 4 Да. извадија. Имаше. Добро, таков е периодот и сега веќе полека ќе се премине на нешто друго. Сега Претпоставувам за полека читање. трилерите да ги фаќаме. Да. Добро, таа книжевна сезона кај нас почнува, претпоставувам од февруари па натаму. Јануари кој што е месец за празници, ќе испадне по некоја книга, меѓутоа најчесто. Да, најтапа е јануари, пошто и во Да. тој дел нели сум инволвирана во издаваштвото, најтапа период е јануари за издавање Да. книги. Добро. Декември се удира форца. Мгм. И после веќе се затајува малку. Да. Па од февруари ќе фатиме и Валентайн, Да, па и и тие, 8 март. да. Е. Добро, меѓутоа па затоа активноста во книжевни групи секогаш тие овие месеци е малку по ајде, за некоја нијанса поголема од останатите месеци, бидејќи нели луѓето се дома, си читаат книги, Да. едноставно поминуваме малку повеќе време на социјални мрежи отколку можеби во останатиот период од годината. И сега токму и затоа сте вие тука, нели, да малце повеќе да разбереме околу книжевните групи и како нели тие се појавија во Македонија како феномен. И затоа ве повикавме вас две, иако нели сте од Скопје и логистички е полесно, меѓутоа сепак размена на книги групата е најстара група И направена, најбројна. да, и набројна. А книжевна терапија како една од најактуелните сега, ако нели Ивана тука секој дека ќе ја поканевме, ако не ја викнат мене ќе ми лета главата. Па замисли некој друг да биде овде на место. Добро. Не, како што е редот, веќе кога поминавме со букстаграмерки, сега уште остана нели како дел од книжевната заедница и вие тука да си го најдете местото. Па ајде со ред да почнеме кога се појавија овие групи првен и дали се феномен во Македонија, онака балкански феномен или едноставно си постојат од време и нели во други земји, едноставно вие го видовте тоа, го очивте, како дојде до тоа да настане првата група книжевна во Значи, Македонија? размена на книги постои 2015-та, основачката не е тука од оправдани причини. Стефи, Меѓутоа, Размена е прва книжевна група во Македонија, ако не се лажам. Знаме прва, да. Чите така, мислиме. Да. Да. Значи од 16 јули 2015 постои групата и основана е со цел нели да се разменуваат книги. Првата размена имаше хуманитарни цели и ба се одржа пред домот на мајка Тереза. И паметам дека бев на таа, а понатаму продолжувавме нели со размени периодично во локали, дали во Скопје, повремено и во другите градови како ќе има интерес, се собираме. И претежно дури и се собираме и со муабетиме. Некојаш знаеме и спонтано, нели, ајде на кафе кој сака и да нема размена, нели, значи веќе сме таа група, друштво некое. Малку замина од прашањето, да, групата како таква од 2015 постои е прва во Македонија, колку што Да. ние знаеме. За инспирацијата, како што кажав, Наде не е тука, меѓутоа таа забележала други групи во странство, доста се актуелни, многу ги има. Јас сум конкретно во некои поспецифични ништа, да ги наречам за фантастика, за историска фикција и слично, значи за поконкретни жанрови и таму има многу активности и многу членови, од нешто слично се инспирирала и Наде за да почне и тука. А воедно идејата била има многу книги што веќе ми се прочитани, што немам потреба да ги чувам, па добра идеја е ајде да пробам да ги заменам за нешто ново за читање. Да, и фактички некој начин две улоги да игра таа улога, како Да. една онлайн заедница, меѓутоа и начин како да смениш нешто, Да. без да мораш да купиш книга. Да, што е и паметно и за Стефи, ја не сум член во
во странски групи, те слушам сега дека кажуваш има многу активност. Се уште има многу активност по тие групи, пошто кај нас да бидеме реални скроз замреа групи. Има конкретно излегува третиот дел од Fourth Wing денеска или излезе вчера и значи тие странските групи се преполни. Јас ја нарачав мојата стигна, мојата уште не е стигнати така Браво. натака, значи цел фид ми е на Значи ние Facebook. сме мрзливи. Па и мрзливи сме, ама и веројатно и по наредните прашања ќе стигнеме до тоа дека истите членови се вртиме веќе во повеќите тоа групи. ќе го и спомнеме мислам дека секако. повторливо е и очекувано, тие сме. Толку сме. Да, како да, кажем. бројот на луѓе што читаат книги во Македонија, тој претпоставувам дека ајде ако сите нели кои што се членуваат таму се љубители на книги и на напишаниот збор. Да, и баш заради тоа мислам и дека нема потреба од толку многу групи, ама вајде ќе дојдеме до тој дел од муабетот. Да, добро е, сега имаме ли информација точно колку се? Не. Немаме, ама Не, затоа можеме што од секој прилика ден да погодуваме. изникнуваат нови, да не правиме муаве дека едниот админ со другиот се скарал, па другиот админ направил нова група, па се бајле стануваш, не си член у таа, член си у некоја нова, не, значи Да, имаше некои проверувања. така као такви, по да речам по водечки групи што ми стојат размена, ние матечна група, сите од Сите од таму, таму испаднаа. сите потекнавме од таму, да. Моја библиотека на Ане и на Сара да ги ги поздравиме. поздравиме, да. Терапија сме малку членови, ама гледам така со некои зафрканци да држиме некоја. Ама не замрени се, доста се замрени групи. Знаеш како имаш еве у 10 групи да речеме сум член, карикирам со бројка и у сите 10 групи гледаш добро утро, ја почнувам слика од книгата. Добро утро, мислење. Значи нема ништо ни мислење ни Така. тоа ако си ја земал веќе книгата ќе ја читаш, а иначе кај нас терапија излезе сосема спонтано. Имаше една Facebook група чувари на книгата. Таму бевме доста блиски и онака имаше баш фини муабети и наеднаш групата се архивираше и останавме ни вамо ни таму. Да речам побаравме амин со Милена од админката, може ли да направиме група ние? Да ги прибереме членовиве, може и секако ќе се вика група. И со Милена на телефон, и јас се вртам на полица и читам книга по книга и доаѓаме до терапија од Фицек. Фицек. Стоп! Книжевна терапија. Да, И да. така. Добро, да, знам за како дојде до тој момент, меѓутоа е поубаво бидејќи читањето книги често пати знае да биде терапија, а верувајте некој пати пишувањето книги е терапија, така нели таа дури имаш и некој, мислам дека книга таква како баш како така што се вика, така што убаво што се го одбрали како бренд. Е сега да, тие се тие некои групи кои што се можеби помалку актуелни или повеќе актуелни, меѓутоа најверојатно се најдоа како една психолошка поддршка за време на корона. Знам дека тогаш беше најголемиот бум. Да. И кога се Дефинитивно. направија Еле и тогаш се. и колку читавме. Е, Сите. Да. Разбирливо, бевме дома, што ќе правиме? Нема Да, испаѓање. кога не пиевме и јадевме, Да, читавме. да. И ние што пишуваме, си пишуваме малце, ама да, фактички несомнено придонесот кој што тие групи како книжевен феномен во последните, значи веќе се повеќе од 5 години, значи ако од короната веќе 5 години како почна, значи 6. Тука некаде од корона, до почеток на корона почна, така што тоа не е мала бројка на години, кај што се уште си постојат. И сега зошто е можеби тој интерес намален? Па некоја проста економска логика, ако се повеќе групи ги има, а истите луѓе се вртат, нормално е дека по сингл, по група ќе паѓа. Да. Меѓутоа па еве ќе поздравиме некои други како книголюбци кои што исто така е актуелна група, кои што мислам дека да од клуб на читатели испадна едноставно каде што имало некој си интерес и се уште има некоја заангажираност што не замрува, па можеби нешто поинтересно, поново, така што значи пак се одржуваат, меѓутоа нели зависи од админите. Например, ако имаш админи кои што се потака, ајде весели луѓе, екстроверти, најверојатно малце ќе биде и по динамична група, тако имаш некои што се малце поинтроверти, може ќе си остане некој си така по некој ниско ниво. Меѓутоа факт е дека треба да се поддржуваат едни со други и да не се гледа тоа како ривалство. Зошто бидејќи па ајде ако го гледате ли како конкуренција тоа некоја нова? Не, јас апсолутно не гледам конкуренција во никого, дури ни во размена, затоа што 1000 пати сум рекла, поентата на размена е скроз друга во однос на поентата на книжевна терапија. Другиве не знам ни дали, не знам како функционираат, не сум член во групите кои што ги спомнуваш, ама за админите си скроз управо. Од друга страна па и не мислам дека треба да изиграеш дворски шут и да ставаш објави што немаат никаква врска со книгите, само за да имаш некаква активност. Во тој случај јас не сметам дека таа група е нешто повеќе од размена или од терапија, ако нема
никаква врска со книгите, плюс и да бидеме искрени, не можеш веќе топла вода да измислиш. Да. Да. Што и да се случува по групиве е тоа, и предизвици за читање, и не знам, ние во терапија со Милена веќе на глава се превртев. Ајде познатите свратија на терапија. Барај луѓе што немаат врска со книги, како Тоа ќе те иđе прашувам, и да. слични. Што се случи со тој проект? Дали уште Немаме одзив. Нема одзив. Десетина луѓе колку беа, Џамбазов рече ќе пише, Џамбазов беше гостин. Сашко Коцев го чекавме со недели да пише, од многу луѓе не најдовме. Не ги ни отворија пораките, не се нафатија, така беше и со ти текнувани, беше и ти гостин Да. кога тргнавме со автори. Точно. Не сакам да именувам воопшто, пошто сметам дека не се ни вредни да ги спомнам, ти не знаеш колку одбија. Види, сега и јас, и ова е емисија каде што и мене луѓе ми имаат одбивано, меѓутоа, ајде, нели, ти сметаш дека нешто треба да биде во ете пласирано и подаваш рака, меѓутоа некој можеби во тој момент не може, ама има некои луѓе кои што можеби сум ги приметил, па што ме одбиле, а што можеби мислат дека ајде, они се појавуваат на друго место, па нема потреба да се тука, што и тоа е Ама легитимно. добро, тој поглед сме Нивно си. биле флексибилни, не можеш оваа недела, пиши ми само кога можеш. Да. Така се случи со Игор Станојовски. Не можам сега, ама имајте ме во предвид. Добро, викам, кажи кога можеш. Ни пиша скроз коректно, кога може, истеравме рубриката. Све замре затоа што толку тоа е. Тоа валјда и тој круг на луѓе и на автори и на Да. толку. Слична ситуација беше и во размена со интервјуата со читатели и со автори едноставно. И немаше веќе интеракција на тие објави и луѓето што беа веќе извртеа, како да кажам. Да, ма добро е бидејќи ако ништо друго сте го пробале како нели како момент, како Да. рубрика. Минатиот пат имав Александар тука од другата страна која што пак он имаше еден проект што со на кафе книга Муабет со, па он имаше проблеми технички некои дека во живо да тие некои имитување. Сега ваму во групата тоа го нема ако е нели како напред спремно и нели како пуштено. Но секогаш може пак да си пробате нели со друг круг на луѓе, со друг тип нели на чинители во книжевноста во Македонија, али да, во принцип се сложувам дека горе доле нели темите некои пати и се исцрпуваат, Да, така да, што нели па понатаму може нешто друго. Кој си ќе ограничен да- со книги, реално. Тоа е тоа. Сега имам еден друг феномен приметено по групиве и кај нив и кај нас и во сите други, доста е замрена интеракцијата. Да. Значи, ако имаш над 15-20 коментари, И Премија. тоа најмногу се е додека замрено нема и многу ми е подарување или дарување. точно и најмногу ми е жал што има читатели што се трудат ја прочитале книгата и пишуваат осврти. Мојот впечаток дека освртите не се читаат по тоа што гледам, нели, колку кликови има. Јас колку мислам дека ги читаат, лајкови ама има. скржави сме за лајк. За лајковиве посебно сме правеле муабет со саати. Скржави сме за лајк. Па, не знам. Ми е жал, искрено ќе кажам, а ете во последно време и јас сум таа која не ги чита освртите поради немање на време, само ќе ја видам, аха, Марина ја прочитала таа книга, супер. Толку. Ама има, посебно во размена, има осврти рецензии, како и да ги речем, што е така, како се вредни за читање. Имате неколку членови, Игори, како и да беа, се воодушевувам кога ќе прочитам. На Игор ги читам обавезно. Да, во Игор е еден од тие што си се разбира доста и што и редовно си тера по негово, нели, без разлика Да, дали и ќе- чита некои нетипични книги, да кажам, што не... И па видиш, Ама мене тие ги книги средиш. уопште не ме интересираат и никад нема да фатам да ги читам. А освртите со задоволство ги Епа читам. ете. Да, па да. Сега, колку овие групи допринесоа за тоа да домашната продукција на автори си најде место под медиумскиот колач. Мислам, окей, да, секогаш кога ќе испаднеш со некој издавач, колку е поголем уште подобро, меѓутоа сепак е еден вид дистрибутивен канал книжевната група, нели без разлика кој е и драго ли ви е вас што ете како админки придонесувате за таа популаризација на нови автори и на нешто и ново парче нели книга уметно што ќе Зборуваме за домашни автори? Да. Па мислам дека придонесуваат, како не. И споделуваме и за промоции, кога ќе излезе книгата, ете лани за пред сајмот на книга излегоа голем број книги. Да, мислам, голем морам број да кажам. имаш, доста да. И мислам издавачи. дека имаше и доста одзив и на средбите што беа на самиот саем и така натака. Мислам дека има влијание затоа што колку пати планираат да одат на саем, еве, саемот да го земеме како пример, ќе одат на саем во рандом ден кој му одговара слободно време, а вака веќе кога ќе загледаат дека во петок има ова и ова, па окей, ќе одат во петок за да се сретнат со Анде, да се сретнат со Јордан или кој да е автор од кој сака да имат писма и да поразговараат. И многу ме радува што се зголемува, значи, интересот за
за такви средби и активности и слично, мислам дека дефинитивно се придонесува. Да, и во тој контекст, во размена на книги групата, знам дека правите и нели како и обработка на одредена книга. Да. Како ќе му дојде на месечно ниво, тоа се случува или? Беше прво на месечно, сега како и се друго, спасни за тоа интересот, така да сега е на 3 месеци. Така нешто да ќе му дојде, да. Сега да, добро, може тука да влезе книга од домашен автор, може од странски автор. Јас го водам клубот, можам да кажам конкретно дека гледам да ротираме и жанрови, и домашни автори, и странски, не секогаш да се популарни книги, например последно беше Мајсторот и Маргарита, за која многу луѓе изрази интерес, и класик супер. И морам да признам дека се помачив да ја прочитам затоа што е малку специфична книга, ама окей, и баш се радував на дискусијата и на дискусијата бевме 5 луѓе. Значи, да, во моментот верувам дека сите со најдобра намера, супер, ова сакам да ја прочитам, обавезно ќе дојдам на дискусија, која ќе дојде денот, па јас не видов, па јас не можам и така натака. Значи, тоа е едноставно момент што не можеш да го контролираш, но се трудам колку што можам. Да, секако. Не можеш да го контролираш тој момент, посебно кога ти е поканата отворена. Јас го водам клубот на читатели на антолог и сме со семене 8 луѓе. Тоа се цели драме, додека се договориме за една средба, за да истераме клуб, па сега кај најде среда, па нели може вторник, ја не можам вторник. Сам шала на страна, родители, семејни луѓе со деца, со забари, со ова, со она. А иначе, Анде, за муабетов твој со групиве, мислам дека групите имаат удел во промоција на македонските автори, затоа што пред групите па сме знаеле за многу помалку македонски автори, барем јас. Сега проблемот е кај мене што сум со голем дел од вас пријател. Некогаш изгледа дека звучи пристрасно, а еве јавно ќе кажам дека не, немам проблем јас да го испљукам Анде ако нешто не ми се свиѓа, ако не ми се допаѓа. Мислам дека авторите треба да се малку позастапени во групиве, во интеракција со читателите. Не зборам конкретно за тебе, зборувам за други, па и со тебе, колку пати сум те тагнала за да видиш дека некој нешто, Анде, знаеш ке те викнам. Се случува. Да видиш, да. Треба малце по... Не знам, па валјда сме ние, тие администраторите и вие што би можеле да подкренеме у моментов. Ако ми дозволите да се надоврзам, забележувам автори, нема да кажам конкретни имиња, кои имаат интеракција само со постови за објави за нивната книга или нивниот издавач или нивно, и едноставно тоа е така многу прозирно, да колку сакаш да бидеш активен, биди активен, доколку не. Мене ме одбиваат таквите, Стефи. До тоа сакам да стигнам, значи прозирно е едноставно. Ако сакаш биди активен, ако не сакаш, мислам не те терасува никој. Меѓутоа, разбирам дека на твојата книга, да, секако дека ќе ставиш едно ми се допаѓа, ама можеш и на нешто друго повремено. Не, апсолутно. Сега тука има еден друг момент кога си домашен автор што знае малце да биде трики. Јас како гледам на тоа, ако си премногу активен, па можеби се остава печатот дека сакаш да си допадлив, да се допаднеш преку асоциација, знаеш. Некој пат е добро, например, кога гледаш од страна и како творештото твое, примерно само како творештво, а не како ти како човек, ме разбираш? Што сакам да кажам? Инаку да, апсолутно е добро. Мислам, кој тој што не сака аплауз за книгата, нели, супер е, позитивно коментар, нели, ајде, кревање него е на крајот од денот, како ќе му дојде. Сепак се работи за уметност и за тоа просто ти награди и сите тие ствари, нели, и сакате да сте читани од широката читателска публика секако. Иако тие две работи се малце меѓусебно исклучиви, ама ќе стане збор за тоа и малку и подоцна. Ама меѓувреме сакаме на друга работа да ја спомнам. Го спомнав тој клуб на читатели. Има ли во најава нешто сега што ќе биде за четоков на година од страна, нели, на клубот на читатели на антолог или како? Ние читаме книга месечно. Да. И дискутираме затворен клуб. Тие што сме членови во клубот и тоа е тоа. Ама како пробуваш преку групата да го прошириш тој круг или преку книжевната група? Не. Тоа е од антолог клуб, не е нешто отворено за да присуствува кој сака, затоа ги имаме размена и тешко е такво нешто да менаџираш. Да. Тешко е. Добро, за волја на вистината и тие клубови на читатели кои што се организираат на физичко ниво низ државата, знам дека читачот конкретно него ќе го поздравиме, Александар Маџаровски, тоа го тера моментално по Europe хаусите во неколку градови.
И сега знам во Велес кога беше гостин, бевме 5-6 луѓе со се него, што е релативно мала бројка, што кажуваш. Да е Према релативно мал, одзивот кој мизерно го е. има, која ќе најавиш дека ќе има нешто ќе се случува, со тоа додека дојде настанот да се случи, до датумот има многу разлика. Да, добро, нормално, нели? Ќе ти откажат 10%, толку 15%. се муабетите од секаде, леле не се случува ништо, да се Е, тоа многу случува ме нервира. нешто. Нема никакви настани. Ќе пуштите размена, еве она. кај најдоа сега размена, јас не сум тука, јас не можам. Не може знам, на сите да не му сме. погодиш. Па има и зошто се само во центар, од центар го бираме како ете централно подрачје каде од сите страни има автобуси за да се стигне до центар барем. Ете, не можете им угодиш Не, на не, сите тешко во е. секој случај. Добро, да, како и да е, ама добро за поздравување се обидите за нешто да биде, таа дори да е во некоја си поинаква иницијатива. Ајде сега малце за тоа бидејќи значи веќе имаме и во процес се таа сезона на награди е почната. И сега имаше како ќе му дојде по една недела точно кога ги објавија роман на годината нели го беше конкретно конкурсот каде што се стасани ова година така и поприлично нели доста книги. Инаку обично се по 35-6, 43 година. Ето така, машала, али за поздравување затоа што нели се пишувало, се вадело нешто, така што тоа треба да се поздрави. Сега, знам дека лани паралелно со тој конкурс или откако заврши, не сум баш сигурен, ќе ми кажете, да. Откако заврши. Се направи и како бираме роман на годината во избор на размена на книги на групата, нели? И сега тоа претпоставуваме така затоа што можеби таа широка читателска публика вака кога ќе види на пример како изминал конкурсот, па малце некако е чудно не се согласува нели со тоа. Мислам зошто конкретно се направи тоа, може да ми кажеш нешто по? Имаше- Јас имам некои претпоставки мои, фала Богу. Имаше одредена фрустрација бидејќи во изборот на роман на годината кој го води фондацијата, како и да се викаше фондацијата на ми текнува моментов, не учествуваат читатели. Или барем не учествуваат читатели, ние што сме во групите, што ги читаме редовно книгите, што сме Јасно. гласни и така натака, и рековме ајде да пробаме. Меѓутоа, форматот беше малку импровизиран, морам да признам. Како за прв Годинава пат, доколку го тераме, ќе го тераме многу по контролирано да речам. Имаше прво една објава ајде предложите книги, па предлага книги читатели кои до тогаш не биле, мислам членови кои до тогаш не биле активни во групата, па по 2-3 дена гледа слика, ја почнувам книгата, значи предложил книга што се уште не има прочитано и така натака. Па ајде кога отворивме гласање имаше наплив на луѓе кои сакаа да се зачленат во групата и тука рековме стоп додека не заврши согласањето, значи не одобруваме нови покани за да биде нели легитимно да гласа членови што се стварно на групата, не да влезе да гласа и да излезе и така, значи имаше логистички да ме прашавте лани, ќе речев дека не сакам повторно да се потрудам такво нешто да организираме. Годинава разговараме како да биде, што да биде, кога да биде. Сакаме да е поблиску до самиот избор, нели, ама јас и повторно со клубот би сакала да обработиме некои од книгите, така да уште не сме не ни е утврдено што и како ќе има, меѓутоа ако има дефинитивно нема да биде како минатата година. Да. Добро, сега Ивана, прашање до тебе, како гледаш ти на таа подела малце најдена висока литература во однос на таа комерцијална што е? Треба ли да се прави јасна дистинција меѓу тоа, како е за тебе тоа или дали и после ќе се надоразум и нели нешто и поврзано со мене? Зошто? Затоа што јас сум се намислење на тоа дека иако тоа постои нели и во светски рамки не само, дека се е жанр. Само зависи колку е тоа тесно или малку пошироко. На крајот денот таа дури не една книга што е не знам, Оделена Феранте, можеби, ќе речем мојата најдобра пријателка, која што беше сега брзо коментирана, мислам дека и од читачот. Можеш да и најдеш потесен жанр како ајде ќе кажам Bildungsroman или Coming of Age, иако е драма некако белетристика, нели. Значи па сум го сместил нешто потесно. Те нервира ли таа поделба и како сакаш повеќе да читаш едниве, другиве, се обидуваш некако да најдеш книги што се не ме измеѓу? нервира уопште, мене многу ме нервира ме нервираат коментарите од типот дека тие што не читаме исклучиво класици и тешка литература, дека уствари не читаме ништо. Ќе тргнам конкретно од себе. Мозокот мене ми е притиснат веќе од сите страни. Нели, мајка, сопруга, едно, друго, работат. Значи, мене не ми треба ништо што ми го замара мозокот. Сакам да седнам, сакам да се релаксирам, да се опуштам. За мене опуштање е и истрага. Пошто највеќе сакам трилери, љубовни романси, ќе прочитам нешто. Таков е жанрот, да. Измеѓу, да, сакам нешто, ете, ќе ми го размрда и мозокот и не можам да се замарам, не сакам, не дека не можам, не сакам да се замарам со нешто што ми е проблем да го разберам, нешто што ми треба да го препрочитам.
Така, те разбирам. Не знам дали ме сваќаш што Не, сакам апсолутно, да апсолутно. да кажам. И таа поделба ме нервира многу. Многу ме нервира и со подценување кога ќе објави некој нели дека чита од овие сега чиклит, секси романси како е да. Не ми се допаѓа ич, не ми се допаѓа тоа. Колку е Стефани читател со фантастиката, да речеме, и колку е, не знам, читачот е со класици, толку сум и јас. Така, те разбирам. Иначе да, јас сакам повеќе да ги читам. Тие иако сакам да прочитам и преферираме нешто одреден по... жанр. Да. Сега убаво е кога ќе читаш и надвор од жанрот, зашто? Затоа што малце видиците од литературата ти рипаат погоре. Значи да од разбирање, од оценување. Несомнено затоа е во Кобаяши Маро го стави тој дел со метафикција, каде што малце на тој што е љубител стрикно на жанровски, малце ќе му го дигне знаењето за литература. Зошто? Па ја верувам дека оние кои што може и ги знаат тие знаења, па и не ни сакаат таа поширока читалска публика да ги или па не се нашли начин да ги доближат до тоа. Затоа мислам дека постојат такви некои трикови на кои што можеш да го навлечеш читател. Ете преку тоа еден пример. Меѓутоа нели некој ќе рече, јас сакам тоа да читам нешто мико повеќе, тоа е легитимно, не можеш, нели? А да, јас сум од тие, јас не сакам да го читам тоа. Не зборам се, ајде да не биде као директно за Кобаяши Маро, ама веќе кога спомнавме, значи јас ако сум сакала да го читам оно Јанде до Само Бог простува, сакам да го читам тој Јанде до Само Бог простува. Да, фалбо. О Јанде како ги пишува книгите и како доаѓа до, не ме интересира. Јасно. Ама тоа сум јас. Ки ти се свиѓа наредната книга. Дај ми ти мене да видам ја ваму да. Виктор Угостивар што направи Така, ова така. она, ама тоа сум ја и искрено Ама го сум, препознаваш знаеш. што е момент која е целта на таква. Да, скроз, Тоа е скроз. и тоа е за Скроз. позавување, да. Добро. Сега, како е, Стефани, прашање, гледам присутни сте на Goodreads, нели, Да. и рецензии, оценувате книги. Кој ќе дојде ред за оценување на домашни автори? Имате малце некој како трема, леле, како ќе го оцениме сега? Оно, знаеш зашто? Затоа што знам дека постои една група на автори кои што да можеби полесно се вреѓа, сега не знам, нели, како да го срочам по-неделикатно, меѓутоа треба таа некоја фина линија, можеби малце да се оди понизе од тоа како настапуваш према оценката на книга. Иако, например, ја да бидам реален, некоја книга ако не ми се допадне, па и нема да го завршам јазикот да го кажам тоа, ако некој па гледам дека од другата страна не сооднесува кој што треба. А меѓутоа, тоа се веќе лични преференции. Како ти се справуваш со тој момент на кога треба некоја книга од домашен автор? Едва чекам да ми Стефани. Од домашни автори во последно време, прво тоа да разјасниме дека многу не читам. Освен тие што се за клубот за читатели, да речеме, тоа е нешто на кое сакам да поработам годинава. Во однос на оценките сум слушнала дека на некој им смета и така натака, не директно, него дека сум слушнала едноставно тие чаршиски муавете, сигурно сте ги слушнали вие. Меѓутоа мене не ми е проблем да си ја дадам оценката реално, има тројки, има двојки, има и петки. Значи зависи. Сега, дали ни им смета, мене во лице никој ништо не ми рекол, дали се збори позади мојот грб, не знам. Да. И јас си кажам искрено, ако до толку не ми се допадне, евентуално да не ставам единица, нема да ставам воопшто оценка, за да не му гурнам скроз рейтингот, меѓутоа дека ќе се срамам што на некој сум дала тројка, не. Па таа треба луѓето да направат дистинкција некоја, ама треба некоја дистинкција измеѓу напишаното и самата личност, нели? Гледаш критика на личноста. Да. Види, да мислам дека ти знаеш, пошто сме и приватно пријатели, јас и те, дека јас од лани, дали од почеток на годината или подоцна, не е ни важно, престанав да оценувам на Goodreads не само македонски автори, него престанав да ставам оценки воопшто. Во нотес, во тефтер, во телефон, во било што си ги ставам оценките, на Goodreads ги забележувам само како прочитани. Значи, јас најдов на момент каде што осетив дека ќе изгубам пријателство. Иако не ми е важно, во моментов велам дека не ми е важно, затоа што тоа не биле пријателства ако некој мене за оценката ми... За мене. За мене ако ми Јанде пријател, дали така, значи дека сите петки треба да му ги наредам? Дали реално и така и фактички. И решив да си водам евиденција на Goodreads колку да знам дека ми се прочитан, имав, значи, ситуации како се него му стае петка, а мене не ми стае петка. Ам сериозно ви кажам, како мали деца дојде едно време ситуацијата и од издавачи и од автори со кои што сме пријатели, решив дека оценките ќе си ги чувам за мене, ако сакаш да продискутираме, дојди. Да, кажам, апсолутно. тоа е тоа. Па добро, тоа е тој у контекст на тој муабет што каже Јона претходно, ако нешто сметам дека можеби не ми пасува и не е баш, па ќе се воздржам од мисли. Што е сега исто легитимно. Подобро да се воздржиш и да не ставиш оценка, него да ставиш двојка, па да си навлечеш на грб нервози.
Сум имала луѓе со кои сум навлегла во дискусија зошто така, зошто вака, на крај сепак се работи за за мое лично мислење, меѓутоа ако веќе ме прашаш и навлеземе во дискусија и после прекинеш да ми правиш муабет, тоа е веќе не знам, нема да читам Ти така Хари Потер го читаш, така? Да. Мислам дека и тебе ти е еден од омилените, Да. нели? Да. Како и на Перица, на Милена, еден куп други, на Анде. Да, како Милена, ми се запна првиот дел Хари Потер да го Добро. читам. Луѓе наврат прочитав некако првиот дел. Добро. Помина една година и викам на Милена сега пред една недела, две, дај викам пушти ми го вториот дел, ке пробам. Не можам, луѓе. Не можам, ма ти не Добро. знаеш што пропушташ, ти вака, ти така, не можам, ја почнав, не можам, не, Перица ја читаше Да, вторава знам. сега, а бе воодушевен, ми праќа слики, они авада, кавад, како и да ги вика Ага, да тие да, клетвите. Ага. Не може. Не може, тоа значи Да, дека не не ти треба, легна. јас и ти да сме Хари пријателки. Потер е трета книга. Малку е поинако кога пробуваш на автора да му дадеш некое мислење или критика, затоа што знаа да прашаат, гледам ја читаш книгата како ти се допаѓа досега. А друго е Хари Потер, што стварно ја читаат љубителите на фантастика или на таква некоја литература за млади. А друго е и се изгубив мислата. Нема врски ти текне утекот, Да, па ќе да. не кажеш. Друго е директно со J.K. Rowling ти да седнеш да разговараш за Хари Потер, а друго е еве со Перица. Абе добро, лично таман што му се работа допаднала нема споредба. книгата. Него сакав да кажам, не можеш се ти како да речеме еве огромен фан на Хари Потер и се ти мене да ми се налутиш пошто мене не ми се допаѓа Хари Потер. Нема. Као што Анде не може да ми се Да. налути ако некој од неговите книги не ми се допадне. Тоа да. Не, апсолутно е така. Замислите па каква е односот автори со автори која, нели, на пример и се спријателуваме и сега нели вадиме редовно книги и на некој пат стварно што викаш нешто може ќе мада се трудиме да биде некоја таа конструктивна критика што ќе ја дадеш. Оти видите, у секоја една книга може да се најде нешто добро. И верувам дека Точно. тој што вади континуирано книги и има, нели? Сега кога ќе налеташ на нешто, сметам некоја може да е подобро. Иако реално кога ќе испадне некоја книга е малце неблагодарно да коментираш бидејќи испадната што у второ издание ако нешто се смени, меѓутоа да. Апсолутно е така. Сега ги спомна издавачите пред некоја минута. Добро, ти доаѓаш нели од Антол како матични издавач куќа, меѓутоа едно време немаше некоја соработка. Сега веќе гледам дека полека, значи и издавачите си соработуваат со нели со книжевните групи како што еве сега и со Bookstagram профилите веќе почнаа некои да верувам дека добро, Bookstagram профилите се малце понова, како се вика, феномен во Македонија, групите дојдоа нешто малце порано, барем количински. Да. Да, и сега како ја гледате таа фина линија измеѓу тоа, на пример ако една издавачка куќа премногу соработува со една книжевна група, би спаднал како не знам некој дистрибутивен канал или можеби или не. Меѓутоа да треба дури ако е помало издавачка куќа, па фала Богу дека е поубаво да биде во нели низините изданија да се вртат во книжевната група, зашто? Затоа што ќе бидат актуелни делата и ако се добри ќе си имаат и продажба. Тоа е малце трики момента, нели? Вака прво да разјаснам дека директна соработка како таква со ниеден издавач Нема, немаме. И јас ако споделувам осврт за книгата, не ми е битно кој е издавачот. Јас и најчесто читам на англиски затоа што сакам да читам дела на оригиналниот јазик на кој се напишани, доколку можам, нели? Така да стварно не ми е битна издавачката куќа. Предходно, ова беше и пред пандемијата, имаше некаква соработка во смисла ќе подарат книга и слично, меѓутоа логистички беше невозможно веќе да се организира, па имаше лутење, излекувате ваши луѓе и слично, Оргли излекува апликација и така натака, значи престанавме со сето тоа. Значи директна соработка нема. Се споделуваат објави како што еве, ако е осврт за книга, од книгата што ја прочитав, без разлика на издавачот, или ако видам Антолог неделава има попуст. Добро, ќе направам репост на таа објава. Меѓутоа јас свесно не бирам дека еве сега споделив од Антолог, па следно ќе споделам од 3 или од Темблом или кој да е. Едноставно како мене ми излегуваат, така ги репостираме сите. Да. Не знам дали кај Ивана исто, верувам дека. Не, кај нас не. Затоа викам скроз различни сме у поглед со размена, кај размена можеш многу конкретно оваква корисна информација да добиеш и за промоции, и за по другиве групи не е така. Добро, дека е најголема и неки членови има. Тука се Само и најпрегледно, инаку стварно реално најмалку лајкови има. Ја не знам што е со луѓе. Еве и сега затоа се насмеав и со моментов за лутките. Значи ние до лани, кога беше роден ден на книжевна терапија, со Милена контактираме издавачи, сите, колку ќе прифатат, колку не, и плюс
Автори башка. Значи антолог го контактирам како антолог, плюс ве барам и тебе, и Јордан, и Јован, и Мери, и Шошко. како Дали и вие физички имате лица, плюс по една книга да подарите? Луѓе, Тешко. значи смешно е дури. Зашто мене не? Зашто на Анде му даде? Зашто на Јован не му даде книга? Зашто овој доби? Јас сум поактивна. Некогаш не знам они како се осеќа Стефани, се и позафатена е со обврски по дома за да се замара, значи некогаш ти иде да толку. Дигнеш И рација. групи и све. Логистички кај нас беше неодржливо. Минатата година за роденденот на групата, значи админите дадовме од сопствените книги, колку да се одбележи нели датумот и денот, ама со издавачи и веќе комуникација и така натака. Моментално јас не сум во можност, па ни другите админи од приватни причини, така одлучивме секој своја книга, собравме пакетче и подаривме и тоа беше тоа. Мене не ми текнува година дали воопшто нешто или само честитавме со Милена до година, ако не се лажам, имаме 5-ти роден ден, па ако ајде Да, јубилеј. обележиме нешто, а стварно све почна многу интересно. Книжевна терапија кога славеше прв роден ден, јас првата година сефте почнував Да, антолог, бев на Букстар. Да. Тука беше со торта, со автори што ни честитаа роден ден, со дарување. Втората година исто беше многу интересно, бевме кај тебе на свадба. Да. За роден денот на 15 книжевна терапија, одбележуваме роден ден на терапија, годишнина од антолог и свадба на Анде. И беше и тогаш беше преинтересно, ги собрав Анде, Жарко и Јордан. да. Видео едно направивме. Третата година исто изнасобравме подарацион и сега веќе па добро имавме и приватни свадби, имавме ја и Милена блиски. Што организиравме, решивме ништо, ама мене се повеќе ми паѓа ентузијазмот за групи. Не знам зашто. Ја мислам дека можеби и периодот е таков, пошто нели имаш некоја си вака амплитуда, па се Да, ма ти пред малку спомна, не сакав да ве прекинувам за да се надоврзувам на секое прашање. Ти спомна, ја праша Стефани дали овој период малку активноста расте. Не расте. Не расте ни сега, ни ајде за летото зборувавме, чекај бе луѓе во се, убаво е времето, излезени, не седат на Facebook, еве го минус 10 надвор со магли, со вирус еден куп. Нема, не, спадна, многу спадна. Добро, можеби може таа некоја си восхитено што беше на почетокот, може природно малку да спадне, ама знаеш, треба некој си контент можеби да се генерира за некој па да се врати назад, а може па корона беше one and done, значи тогаш било моментот за Мислам тоа. дека тоа е. Да. И јас сум со некој мислење дека можеби кај нас се така малце поголем дел на групи и што викаш на пример таа некој преклопување кој има, па некој ќе дреме во една, нема виде од друга, нели тука нешто се застило, тука може нешто него бендисело или не знам што. Да може да е подобро во различни во повеќе групи него она што ти го реков преска еден испост 10-11 пати да ти излезе на фид, пошто е во сите 10 тоа, треба да ги групи. исклучам тие нотификации. Да, јас имам исклучено, не можам, значи да. Текам се една иста објава ја гледаш во 10 групи. Да, апсолутно. Тоа треба да се смени. Ама добро, мислам, нели секој како Па до мајндсетот на луѓето. Јас пример може да така. споделам, не знам, зборче оди ваму, па тогаш ќе пуштам и размена и библиотека и терапија за книга што ја читам, ако ваму има предизвик, ќе ставам дека ја читам. Ако не сметам дека треба да гњавам, Да. добро утро, ја почнувам. И што? Да. Ако ја почнуваш, заврши ја, па Така. приложи осврт, поттикни на дискусија, ништо од тоа веќе не. Да. Ништо. Намали тоа. Види, сега ајде ќе се најдам можеби треба некој пат плюс да ставам, ама знаеш како, зависи од тоа што читаш и колку читаш. На пример, ако ти тој период на нечитање, па и што ќе пишуваш, групата ти текне. Не е само и да се паламуди. Меѓутоа, ако имаш период на кешо веќе повеќе читаш, така може и да ставиш рецензија. А од друга страна, па јас викам и дека сега ќе ти кажам ова до сега, значи јануари направив партали и пиење, и јадење, и читање. Во моментов ја читам 14-та книга. Јануари. А тек денеска е 21-ви, значи уште 5-6 ќе ги спукам до крај на. И сега замисли да земам јас за сите овие да пишувам. Да, тоа. А само Божиновска ќе ја има на Facebook, никој друг. Така. Добро, и целта треба да биде да повеќе да има активност од други членови отколку од админите, нели сега. Да. Кога форсираат админите ми регулирање на работа. Усилено се гледа дека админот пробува за интеракција, ама не му оди. Па добро, да, сега нели ако е нова група, да, може меѓутоа ако веќе е нешто постоечко, малце веќе тука да.
Добро, а видов сега неодамна дека имавте собир на нели од размена како ќе му дојде нели на оние први членови можеби или како и да е. Има ли некој интерес така за книжевна терапија? Еве јас сакам да дојдам, значи или може па не треба да се делиме така по групи, а што знам, а? Не, во книжевна терапија не би правела ништо такво, пошто тоа е патент, како и да се вика, на размена, и на тие размени долго одев и јас. Одевме и јас и Милена. Сега веќе у последно ми се чини дека повеќе стана како ради незаинтересираноста на луѓе во тие сте си. Сега се поретки и да генерално сме едни Иначе исти колкави луѓе. размени имал. Да. Со колку книги сме одале, со ранци, со Да. торби, какви размени сум правела, па ја таму ги запознав сите. Да. Да. Добро, Со ама. сите нив сум таму. Точно. Сега оке они тоа си како нели пракса ќе си го продолжуваат и понатаму, меѓутоа па доаѓаат некои моменти кај што секако таа дружба си продолжува нели и физички како сајмот на книга завие на пролет, Букстар одвој го чекаме и нели на есен што иеко само што побине што се вика. Тука неминовно е таа дружба да продолжи нели како на релација некој што работи ки издавач автори, меѓутоа и како нели книжни љубители на пишаниот збор. Знам дека нели на последното издание на Букстар колку таму се собра и админи од групи и букстаграмери И админи бевме собрани, и букстаграмери. Мене ми е многу кеф. Види, ретки се групиве, стварно не сакам да именувам ни една освен овие што ги спомнав, а ретки се групиве што се двојат. Ние у принцип функционираме совршено само затоа што немаме допирни точки можеби. Со нив и со девојките од моја библиотека. Значи никогаш не сме копирале нешто, размена што го правиме, да пак ќе речам ништо не е измислување топла вода. Да. Кажав јас со Стефани, почнав и од размена, сега не може мене Стефани да ми се налути дека сум направила група книжевна терапија која се скроз различни, нема никаква допирна точка. Ама дека останавме да се дружиме, останавме некако. На почетокот, пошто короната колку пати да ја спомнавме, многу работи промени, што на подобро, голем дел на полоша, ама си функционира. Добро, како и да е. Сега, сето ова членување во групи, дружење со читатели, истомисленици и со автори, ви потикнало ли вас некој пат нешто да напишете? Имаше една смешка со тебе и со Александар пред неколку месеци, кај што јас изложил, вау, сега што е. Ама, знаеш како, тоа е легитимно прашање, зашто не? Колку повеќе читаш, има некоја си шанса, нели, да испане нешто како талента, ако го поседуваш, методи за пишување. Јас имам неколку работи почнато, меѓутоа имам кочница од моментот што ти толку книги читаш, вака така, очекува дека кога јас нешто ќе извадам, дека ќе биде супер. А јас не мислам дека е супер. и тука почнувам нешто, ќе напишам 20 страни и после на тоа станува. Значи има почнати повеќе работи, ништо не е завршено и не е ништо што би го извадила пред некого. Добро, да. Имам расказ, 1 или 2 само, ама ништо спремно, пак ќе кажам, пред се поради тие очекувања и што едноставно во моментов немам ни време. Добро, да, меѓутоа убаво ако нешто имаш во фиока да некој пат си го види светлото на денот, доколку ти се почувствуваш спремна. Уметноста треба да испадне надевам надвор. дека ќе биде, ама кога ќе биде, може да ќе биде за 5 години, може за 10, а може би никогаш, не знам. И јас имам почнато нешто, ја многу сакам да читам психолошки трилери, тие ми се едни од омилените и почнав. И кога стигнав до некаде, извината, го пратив на луѓе без да знаат дека е мое, затоа што не сакав никој да е пристрасен. Мада јас немам пристрасни пријатели кои што би ме тапкале по рамо, Милена, Александар, Перица, битолчанкиве, тие ми се едни од поблискиот рук маш ми. Да. кои што никад нема да ми речат браво Евке. Него ме сечат у корен и пратив, ајде зирни ова, ајде зирни она, од Војна Наде, тетка ми, Милена, чиво е ова, вау, чиво, и ја бев у шок. Демек, чиво, леле, колку добар смер тера ова, и не знам, застанав и се вработив, и некои семејни ситуации ова е од претходно, не е од сега. Да, семејни ситуации некој ме најдоа и дреме така искрено. А би пошто мислам дека има потенцијал. Ај прати ми го, ќе ти се Има поздрав. потенцијал. Сега веќе знаеш дека е мое. Нема врска. Слушај, јас не може да не ти дам што и да ти кажам ќе биде кој што верувам. Не, тоа сакав да речам. Јас кога би се осудила на таков чекор од страв, што вика Стефи, од преголеми очекувања и од страв да не се избламирам некако,
Јас би одела на сигурно со тебе, со Така е. Ацко, со Јордан, со Милена, за да дзирнете што како и да променам нешто и во кој смер да одеме, ама ќе правиме мојот друг. Да, јасно. Ама добро, убав факт, не го знае ова, така Да, па не сум ова не сум го зборела многу околу, супер. пошто знам дека ајде зашто не, ајде. Па да, некаде имаш некои прашања до тебе од други луѓе, зашто нели? Ама окей, кога да е, можеби ќе биде. Добро, што стана уште друго? Што е на план? Има некои инсайдерски информации за Антолог во периодот што следува? И ќе биде нешто. И чекаме Антолог има. Добро. А што е следно во размена? Ќе се знае некоја нова книга што ќе биде за обработка или? Во моментов не, а следно би требало да е некоја книга домашен автор и се надевам дека тука ќе се вклопиме со роман на годината според разменот, доколку бираме повторно. Јас би сакала и повторно да заживеат и разговорите со читатели или со автори, меѓутоа ќе видиме според интеракцијата моментално делува како да нема интерес за ништо од ова, ќе видиме. Јас мислам дека сега тука кога ќе завлеземе во месец февруари ќе почне малце да се пушта тоа, оти така е за се во држава, па верувам и за книжевноста, пошто гледам веќе неколку години наназад, па ама ајде, нели да видиме, јас сум првиот што ќе рече ајде сега сакам да учествувам, иако некој пат се навечер луѓето малце па и не се слободни, ама обично ги ставате во забитие. Генерално многу голем проблем. Дека и админите сме луѓе што работиме, нели, и јас можам да конкретно можам да пуштам објава кога спие бебето. Не во друг момент, дали ќе скролнам нешто ќе видам, ама да седнам да пишувам, не можам, тоа сакам да кажам. И исто сакам да нагласам, што го спомнав и на Анде претходно, веројатно Ивана, многу луѓе имаат впечаток дека ние добиваме нешто од групите, дали некоја заработка, дали нешто, значи сакам да искористам приликава да разјасниме дека админите во нашето слободно време го правиме тоа што го правиме од љубовта кон книгите и од дружбата, дека немаме никаква финансиска или било каква компензација. Или дека некој книги нас ни подарува цело време. Види, се случило да добиам подарок книга. Не можам да негирам, веројатно затоа што ме знаат како Стефани, бидејќи како админ ме запознаа луѓето, сум напишала рецензија, меѓутоа тоа е ретко. Дали не знам, ретко. На една рака можам да избрам колку пати се случило, значи тоа сакам да биде јасно на слушателите на подкаст. Така, добро. Исто и јас ова ќе го потврдам со Стефани дека не добивам апсолутно ништо. Све ова што го правиме од љубов и знаеш како муабетов со Саат нената сега му дојде као кога поминавме сега коментареве во втората фаза и влечат колку саат ќе се игра. Пази Боже, на никој не му чини дека играме у 3:20. Не можеле да гледаат тогаш. Добро, ајде Светсково ќе поместиме све, пошто Македончева не му одговара у 3:20. Преска му пишав на Жаре, гледаме утакмица и он и ја му викам негде прочитав за четврток како шефот не те пушти од работа да излезеш, викни го канцеларија заедно да гледате утакмица. Проблем е такви работи да се организираат. Ние и со Милена пробавме со книжевна терапија, со Јордан, нешто па сакавме да тераме почесто. Ете, пошто има автори кои што сте ми пријатели и знам дека ќе прифатите барем за 6-7 месеци имам нешто да терам. Па од Милена се разболело едно дете, па моево дома е со деца, па на тренинг требало да оди, стварно голем проблем да се вклопиш, да се организираш во такви. Да, ама добро, и вие сте и конкретно само две админки во книжна терапија. Па да, ама ние сме и малку членови, од старт одевме со Милена на квалитет наместо квантитет. Јас доста одбивам као разменала ништо. Одбија пред. Да. Оти знам дека кај нив има повеќе и у некои други групи се по 3-4, ваму се 2 и си останавте тие, меѓутоа пада што ви кажа. Па сега имаме помошници Перица и Војна. Као модератори ги ставивме, пошто е проблем и ланци да се тераат и адреси да се делат и све сега ќе живнеме. Знаеш зашто ќе живнеме? Пошто во февруари од прилика излегува и конкурсот од Министерство и роман на годината. Мислам дека колку сајмот е некој така пик на Па, добро, сега и како најголем... Јас имам информација годинава, мај негде, пошто Великден е... Ми стои дека после 1 мај, да, ама не е уште официјално. Што? Дека би бил, тоа би бил најверојатно во мај. Мај, само не знам точно датуми како беа, ама мајке, па Великден е негде околу 20 април. Така нешто, да. Лани се погоди убаво, бидејќи завршуваше на денот на книгата, ако се сеќавате авторското право, што беше убаво, меѓутоа, нели, окей. Ке живна не од аспект само што има настане многу, него од аспект што
Јас имам впечаток за нас, балканците, посебно македонците, дека посебно сме активни кога има па што да се плюка. Роман на годината, сигурно тој што ќе биде избран роман на годината, нема да има по гејв на сите. Добро, И тука ќе има инвазија. Да. Пошто постот на Тања, например, поттекна доста интеракција во размена, кога објави Тања кој 43, исто имаше доста интеракција, постот на, не ми текнува сега како му беше името на авторот, можда не треба да спомнувам, беше моментот дека е неговата една од најпродаваните. Што беше тоа? Добро, сега тука треба да го изграничиме, тој го што го спомна. Има најпродавано, има и продавано и читано. Тоа е една дихотомија што не секогаш се поклопува и тоа треба да... Тоа треба да се разграничи прво. прво. Да се разграничи и многу лесно и се проверува на крајот. Го имаш она Коби Смрка, кај што се гледа колку е поземувано, па имаш гледано рецензии, нели, Гудрицот и па и низ книжевни групи што се врти, нели, како мислење, што значи дека некој го прво прочита. тоа го спомнав. Со книжевните групи, значи ми беше нелогично да викаш дека има 1000 примероци од книгата продадено, а ти и во размена и во уште 10 групи кај што ниеднаш да не ја видиш книгата. Да. Мене тоа едноставно ми е невозможно. Па добро, може би е продадено, па не е читано, па и затоа и ако не е прочитано, како ќе се најде како мислење некаде да членовите биде што извадено. се и да ја купат книгата споделуваат, јас си ќе купив, планирам да ги читам и слично, има јас таа книга, знам за која бе останал збор, јас таа книга не сум ја видела во групата. Добро, да, знам дека е така, и сега да бидеме реални, тука е добро што конкретно за таа книга, па и како си га профитот од хуманитарни цели, па нека заврши таму кај што треба да заврши. Меѓутоа да, секогаш тоа треба. Сега да се разбереме, па и никогаш не трошиме доволно енергија ако нема потреба за тоа. Тоа го спомнуваме во последната книга и затоа ако некој можеби сака да инстигира продажба на нешто, ќе биде во етер атакувано, маркетинг има и сите тие ствари. Знае тоа да биде и така. Делува нападно. Значи не знаеш како да постапиш во ситуација. Јас мислам дека последнива пред саемот сега антолог кога нападна со македонски автори се воздржував од 5 нежели. Затоа што не сакам да се стекне впечаток дека Ивана е нападна или дека ги промовира затоа што и се пријатели. Не знам како, некогаш не знам како да постапам, искрено те кажам. Од друга страна, си викам, па Ивана, па терапија е твоја. Да. Добро, ти си зазимаш улога и на работен антолог и админ на книжевна група и да, ма работава е што, например, антолог 4-та година поред од мене никогаш нема побарано да споделам ништо во ниедна група, никогаш. Значи јас не можам да отидам да му се избацам на Жарко со мовете, нешто бонусче да ми дадеш за ова што споделувам. Пошто Жарко никогаш не ми рекол споделувај. Споделувам тоа што ми е кејф и тоа што ми се допаднало. На страна што работам во антолог, јас читам и други книги, сум препорачала и други книги. Нешто што е вредно да се, мене ми е многу жал нешто што е вредно да се прочита, да дреме на полица, да не се продава и да не се чита. Така. Добро. Ајде, quick fire прашања така за при крај. Првен со тебе, омилен издавач од Македонија? Моментално литература. Добро. Тебе не те прашуваме. Нема врска, може некој. И омилен издавач од другите освен антолога? Омилен издавач од другите, па читам јас многу од сакам книги, читам од литература. Читам ја уствари, немам ја омилен издавач, него имам омилени жанрови. Добро. Окей, fair enough. Еве сега и полица ми се интересни со Шиндлеровата листа и уште што изнакупив што читав. Имаат квалитетни деловни. Да. Реално и Моби Дик и Ред Тури, така што за поздравување. Добро, омилен жанр? Пак зависи од моментот, историска фикција, генерално. И фантастика како втор поред, да речам. Мене нема моменти. Читам све, ама трилер, крими, психолошки трилери, секогаш ми се број еден. Романси некако паднаа последно време. Не, читам, јас многу читам романси, ама знаеш што читам јас? Напињам и со друго, пошто ми се трошат трилери, човек. Озбилно, еве, тоа си правиме со трилерџиеве муабет сега у последно, одамна немаме добар трилер. Ни антолог, ни сакам книги, ни литература сега избација нешто. Не ми е прочитано уште, мада би рекла не е ништо. Вау, немаме прочитано добар трилер. Да, добро, ќе биде у текот на година. Мислам дека нешто се најавуваат вака и доста актуелни автори што ќе бидат и домашни и странски, така што
Са уште тој месец дена да помине, нели, ќе пролета кој ќе фати и А ќе се јануари знаете ти на е работи, мач да. со 2 остреци Да, за да, издавање. да. Јас така мислам, мада да гледам дека таа дори спадна некои книги од домашни автори, неколку вака што ги загледав си, ама тоа беше сега, бе, не може да излезеш за бандник, фала Богу, ќе излезеш конкретно на јануари, меѓутоа да. Не видов јас, освен ветрилиште од Игор не видов. Да, тоа беше веќе од декември 2024, да, крајот на Па декември. да, тоа што- че приказничар што е на Жарко, тука актуелно негде сега, и Тони да. од И Тони тука излезе. Бужаровска беше, да. Да, знам, сега да направиме некој закажување на разговоров и тоа кога се спомнуваше за најкниги за годината, нели, бидејќи е нормално. Значи луѓето сакаат листи да си прават за се нешто, не само за книги, тоа е нешто што ни прави некое задоволство и можеби така треба да биде како човечки род. Кога е нешто најкнига, ако е конкретно на годината, па да, малце нели не е за во таа листа да влезе, ама па не мора да значи дека па таа другата година нема да го има тоа влијание што требало да има минатото, меѓутоа нели Ма не календарски можеш да влегло знаеш таму. дали ќе го има. Не можеш да знаеш точно, да. Сега треба може да се прави. Јас колку што видов, пример, приказничар не е влезена во трка за роман на годината. Ама Тоа добро, се се разкази, не може да влезе. А на Меѓутоа е во Тони е конкуренција влезена за и Стари излезе во декември. Кој? Да. Тони. Тони од Румен Божаров. Декември беше, дека брзо ја Декември, прочитав. Декември. Да, нема се што е влезено во календарската година си Да. заслужува Не да знам биде. дека Тоа има си е легитимно легитимно, право да да. учествува, меѓутоа не знам колку е реално, ма сваќаш. Да, дека е при крајот на годината, сега Рацинови средби тоа многу лесно си го средија. Таму за она како се вика Рациново признание за прозно дело, Добро. конкурираат книги кои што се измеѓу две изданија. Сега тоа ако е на средина од годината како манифестација, Добро. и гледате, значи книгата може би изведена и 2024, може би и 2025, меѓутоа ако е измеѓу изданијата и го немаш тој Од проблем. јули до Дека- јули, да, така да, нешто, да, јуни до па јуни, тоа ми е да, мене да. скрос окей. Да. Па тоа ти е така манифестацијата тогаш поставена. Свари, шо е окей, исто му се фаќа. Може у јуни да издаде книга, па... Па да биде, Тоа е нели тоа. да. Меѓутоа критериумот па е некој друг. Значи стои дека е измеѓу две изданија, меѓутоа си има критериуми зашто е. И нели, тие неколку награди кои што света тие немаме премногу такви, нели. А кога оди прва селекција за роман на па годината? првата До недела од 15 февруари така нешто. Март ќе било Тоа е- објавен победникот. да, Прочитав, да. а селекција не Па се за селекција. секоја година се 1, 2, 3 селекции, да. Со тоа што преполуваат првен, па после има топ од прилика. Значи, 10 и отприлike на на две крајот има недели финале. како му Да, доаѓа. да, во секој случај и се стеснува А пошто после. за оваа година Да. со волкав број и со тие книги што ги видов живо ме занима кој ќе. Ќе биде интересно во секој случај. Гледам тука и некои детски книги. Немам многу читано, имам ќе му дај некои 10 книги имам прилика прочитано. Тие што се случи. Јас А многу може и помалку. толку да не се, ама така нешто. И сега знаеш кога се трудиш, не можеш, поготово на волкава бројка, кај ќе ги читаш сите, барем, Да. нели. Сега јаки им души на тие што треба да оценуваат, ама нели тоа им е работа. Сега секогаш па тие што влегуваат во финале, сакаш да видиш што е, знаеш. Да, Да. да. Со тие Нели? дефинитивно влечат. Да, Да. и си покренува најверојатно и продажби и сите тие работи. Финале од 3? Ем, Последниот круг или пет? Обично се 5, обично се Пет, 5. па, Знам ама некој сам. пат Да, дека едва биле чекам. 4 ако се помалце, меѓутоа најчесто е така и нели чекаме ќе видиме ќе Тие биде за работи прво. интересни Да. ми се. Викаме вие два ги чекаме сега и Антолог бира книга на Да. годината, прва гласав. Кога видов. И едва Ја чекам. го Да. дав гласот за жаре, да. Малце зафркнато ако сам соцелиш ти текве. Можеш да гласаш сам за себе, можеш. Па сигурно можеш, зашто не, али ја го дав гласот за жаре. Да. Добро. Да. Окей, дечки, мислам дека горе доле покривме се што имаше да се каже. Ако имате уште нешто да си кажете слободно. О, има може многу, ама Да. Сакам да додадам за тие што го гледаат видеото дека можете да видите неколку книги што ги донесов, што сум ги добила на размена на книги во Скопје, значи имаме Пасија според Кармела, Шиндлеровата листа и Кралевите на Мамбото. Фини книги. И овој автори. Шиндлеровата листа да ја читаш. Да. Таа не ми е уште читана, годинава И филмот да го гледаш после. Да, ја мислам дека обавезно. тоа е една од ретките ситуации кај што не знаеш да се одлучиш што е подобро, дали филм, дали книга, пошто филмот е феноменален. Да, али А книгата читана ти ја? не ми е читана, Еднакво добра меѓутоа како филмот. ќе најдам време, да. Феноменално. Ама верувам дека е така. Се што е според книга направено, ретко испаѓа екранизацијата да е подобра, се случува. Ама затоа што е, на пример, директна екранизација на книга е ТВ серија, барем она мини серија, Да. не филм. Да. Нели, треба да е нешто ептен така кратко дејство, па за да може да влезе и во рамки на филм и да е буде еднакво добро. Па добро, ова е и голема е книга, пак Да, ама некако е штосно е направен филмот, мислам. Секоја час предпоставувам дека е задоволително.
Океј, јас ќе ви се заблагодарам за вашето гостување во оваа емисија. Мислам дека си поприкажавме убаво баш она што треба, можеби нешто што не треба, ќе види веќе има фидбек од читателите и нели секој ќе ве поканам во некоја наредна сезона исто така да ни гостувате. Можеби ќе вклучиме некои од другите групи за нели сите да се почувствуваат инклузивни. Сепак вие сте од Скопје и некој најлесно логистички беше тоа да се направи и сега со ова се гледаме за брзо време нели на приватен план, па и нели но не настани кои што ги спомнавме во текот на годината. Јас на крај сакам, не знам ствари дали сакам или морам, да ја поздравам Милена. Поздрав до Милена. Така, затоа што ќе си навеам проблем Да, на грб, ако не, неа. да. Поздравам, така да Миленке поздрав. Да, поздрав и до останатите админи од групата Секако. на размена. И од секој од сите други групи кои што си постават, бидејќи сепак темата беше таа. Тука ќе ве поздравам, ќе ви речам чао за денеска. Се гледаме за некои 2 недели во следната емисија од подкастот Книжевни разговори, каде што ќе преминеме на малку посериозни теми, не дека не беше сериозно за разговарање, меѓутоа иде сезона на награди, имаме неколку емисии каде што ќе се зборува за жанровска литература, литературна фикција, што е тоа измеѓу и секако во текот на тој месец февруари. Ќе ве поздравам, ќе ви посакам убава вечер и секако останете во добро здравје, се гледаме за 2 недели, 5-та сезона Книжевни разговори. Поздрав!